Мицковски беше против Коридор 8, Мицковски беше против Преспански договор, а и ги прифати и двете. Исто така ќе ги прифати и уставните измени. Мислам дека не е тоа така кажано, како што вие го цитирате тука. Вели Таравари, Мицковски беше против Коридорот 8 и договорот од Преспа, но ги прифати, ќе ги прифати и уставните амандмани. Министерот за здравство и дел од коалицијата Вреди, Арбен Таравари, денеска во емисијата Дели Клик на ТВ21 истакна дека премиерот Христијан Мицковски имал забелешки против Коридорот 8 и договорот од Преспа, но ги прифатил, па така ќе ги прифати и уставните измени. На Коридорот 8 се работи поенергично кога било до сега. Да ви кажам, договорот од Преспа и таму имаше противење, но денеска го прифат. Третата работа што треба да ја направи господинот Мицковски, се надевам дека ќе ја направи. Ме радува што е 100% убеден дека дефинитивно треба да тргнеме на патот кој него рече Арбен Таравари. Он рече дека неговото ВМРО-ДПМН, нештото ВМРО-ДПМН влече континуитет и од Ванчо Михајлов. Па да. Па отиде па на Свети Сава. Види, они не знаат што сакаат, знаат што не сакаат и тоа им е опортуно. И они не знаат кај да однесат државата, немаат идеологија, немаат кристално јасни идеи, заради тоа вака лутаат и даваат изјави, имаат ставови и водат политики кои што се неидентификувани и не знаеме каде водат.